Добро вечер. Со традиционалниот поздрав на македонецот кој почне со кога ќе дојде до пара и вика умри сиротињо. Кај било мрсното? Ете го мрсното. Конечно и мене да ми се посречи. Бе, празна е за празна, али брзо ќе се пуни, пошто еве го пуњачот. Вика USB 8 одма пуни брзо. Ставаш едно ова, едно у дупе и тоа се пуни, брат. Шо US8? Кој ги укина? Како ги укинел, бе? Што збори? Абе, таман добив ташна од USA, што ти е вамо, бе? Види со C-сайт овие, Сивус, Мивус, овие, шо се, за морска храна. Лапачи, гутачи. Конечно и мене да ми се посречи. Како не постоја? Трамп ги укинал. Абе, дај. Абе, немогуче. Абе, луѓе, не ми правите ваква. Бе, добро, бе, до која, бе? Тама нацет ќе ме се што работам? Благодарам на ова го најдов кај мене у телевизија, некој колега мој кој очигледно станал мултимилионер, ама ето, како вика рокери смораво. А сад е моментот, менјам инструментот. Ти сега наместо USA ќе биде... Што би можело да биде место USA? Чекај, ќе ми текне. UK8, бе! UK8! Обединето кралство. Добро, шири. Колегата да не се секира што си ја заборил ташничката, тука му е, никој не смее да ја пипне овде тие кај мене на маса, на вистина затреперија нашите срца, ете дека некој се омрсил од мрсото и тоа гледај, па излитено е, ова е користено овдека, овде улазило, брат, овде лесковачки са кајмаком и така. А ја ќе си играм шакче од другар ми Марко, кој ми испоштува за 20 години, кога беше јади бурек. А види, многу убав подарок. Шаковска табла. Добро. Кога ќе ми издосадите, ќе почнем да си ги редам. Не, устори, ако ги редам, ќе се изгубат. Ама не, да ги извадам со Марко, ќе играме симултанка. И Марко е шахиста, кој што си ти фотограф, не зафркавај. Знае. Зошто го навредој чајкот? Зашто, бе? Абе, до кога, бе, таа злобна... таа комуњарска, таа злобна жичка, све. Сите не чинат, само јас сум добар. До кога, бе, тоа? Ко со манекенки да се дружиш? Ман више од нив. Ти пуштам еден Ротвајлер, па да ти засвири малце едно дарк техно. Пушти го компјутерот да чуеш. Минимал техно, дарк. Кажи. Све окей? Добро. Окей. Денеска ќе биде лудо, пошто ја ќе се збрловам. Ќе имаме, значи вчера имавме емисија, денеска ќе имаме, утре, четврток и петок. Ќе ме заборавите. Имаме голем семеен настан. Прв пат од наша фамилија заминува за Америка. Доста емоции, доста ќе биде, така што се надевам на ваше разбирање, на ваши молитви се да биде во ред.
Најмладиот член од фамилијата ни заминува. Се надеваме ќе се врати. Опа! Јао Пао. Што те фасцинира сега житис? Што фаќа у кадар? Рекламава за Кока-кола позади. Кока-кола Zero! Брат, ја не се шалам. Еве ја до мене. Еве ја до мене. Невај го сега. Абе, ќе се стави. Кој ти рече? Врати ме у кадар? Ете. Значи, не можеш да ја направиш реклама поише од она што ја ќе ги изедам како бурек. Еве му кажав и на колегата, ќе го кажам и јавно, па сега сватете како сакате. Вчера разговарав со една блиска моја особа, многу блиска, можеби најблиската моја особа, која беше на операција на бубрезите. Му вадеа камења. Имено неговиот организам, исто како и мојот од рано детство, бидејќи ја од рано детство четвороношке сум идел од болки. На 15 дена брза помош доаѓала дома да ми стават спазмекс инекција во вена за да се намалат болките. Камења, олкаи, вакви, онакви, така натаму. Значи сум искусил абнормална болка и знам колку е страшно. 2012 година го правам последниот... Не, вака, дозволете ми. Од младоста, од како почнав негде 2005-2006 година, у војска ми извадија некој камења и престана се. И никогаш не поврзав, бидејќи тоа е време кога почнав да искачам по кафани, пиење кафе. Ама мене кафе никогаш не ми било доволно, Кока-кола и кафе. Не треба поише кофеин. Арно, ама пијам кафе, пијам пиво, пијам Кока-кола и најверојатно тоа у глава ми било дека заради тоа ја и немам повеќе проблем со камењата и слично. 2006 година на блогерајот или 2003, 2004, не знам, така натаму, ја јавно пишувам и објавувам дека прекинувам да конзумирам Кока-кола, затоа што вие вагинални душебрижници рамноземјашки тврдевте дека Кока-кола е штетна. Добро, у реду, се слагам. Јас се слагам дека е штетна само заради една работа. Шекерот, не Кока-кола, било што. Дури соковите што се А знаеш како фиксираш поглед и ја што гледа века. Дури соковите што ги купувате оние за деца, фруктаче, моктаче, сокче за детето. Преполно е со шекер. Шекерот е проблем, не е пијалокот. Не се. 2006 се откажува. 2010, 11, 12, почнувам некои тегови, ме фаќа срцето, добивам стент и правам сите оние прегледи, убаво, нели, се прегледувам. Покрај сето тоа што ми мерат како ми е стентот, како ми е срцето, све сум добар, да ти е мило да бегаш, соблечаш кондорите истри од петиците. Интернистот ми вика, се испразни пред снимање. Па викам, вај да се испразни, ми рече, викам, отидов са бајле на јутро клек, што вика, Марко, на, канела од кило и пол. Епа, вика, другар, ако ова не се кикирики, што си ги лапал, онда имаш камења. Ја викам, кикирики се. Вика, јас се шалам, вика, ама ја препознам, вика, имаш камења. И ми го покаже. Еден камен овде, еден вака, еден така. Арно, ама после, како се вика, после инфарктот, после стентот, се свестувам дека најголем ризик за моето здравје во моите години тогаш, па и сега, е шекерот. Затоа што ми беше најавено дека заради стресот, работата, дека сум во критична фаза и дека дијабетот лесно може да ме подкачи, што и ме подкачи за време после короната и станав дијабетичар, но за среќа
во меѓувреме морав да ослабувам и морав да се откажам од голем дел од храната. Она што се откажав и можеби најлесно, иако првите 3 месеци беа тешка борба, беше шеќерот. За да заменам, бидејќи бев ликсур за нешто благо, а немаше толку како денеска работи со минимално шеќер или малку шеќер, се ја открив Кока-кола Зеро. Имено, многумина викаат аспартанот, не знам ово, она, ваму, таму и така натаму. Аспартанот не се задржува во тело, не го дразни црниот дроб и едноставно пиеш, благо ти е, ама затоа нема гликозата, не ти се качува. И не само тоа, туку испитував, иако со ризик малце пиев Кока-кола Зеро, па и овие други зеро пијалаци, сега нели има Пепси, има не знам разноразни други зеро пијалаци, јас си се фокусирав на ова. Бидејќи прво кофеин нема, има вкус, шеќер нема и мене ми е супер. Ми беше страв заради нели годините како ида дијабетис, канцер, ово, она, ваму, таму. Најдов многу луѓе кои се бореа со канцер и тоа најдов запознав една жена која е денес на функција, која 2 пати, што се вика, на рајски порти зачука во борбата против канцер, дури со откажување, со плачки, со све, до ден денес си конзумира енормни количини Кока-кола Зеро. После борбата, откако викам, нели ти е страв заради реминисценција да се поврати? Не, вика, уопште не се задржува, се редехидрираш, вика, изфрлаш и немаш гај. Арно, ама, тоа мене ме охрабри, јас си пијам и стварно немам грижа на совест и стално ги следам оние, за разлика од вас кои јадете бурек, аспартанот не чини, ја па следам колку чини или колку не чини. Блазе си им на грците, они произведуваат Кока-кола со стевија, а стевија е најздравата работа. Мада, македонец, глупак, дебил како што е, и за стевијата најде да бамбори. Све е лошо, само овој шеќеров, кој е најголемиот убиец на планетава на луѓе, дијабетот. Од дијабет убираат повеќе од што од канцер, пак наоѓа за нешто. Но, македонец не треба да се слуша никогаш за ништо. Затоа подобро со вештачка интелигенција и гуглање, бидејќи македонци сакаат теории на заговор, они да бидат нешто во право и да знаат. И што ми е поентава? Пред месец дена идам на интернист заради гастритисот мој, кој е во страшна фаза. Пиеш Кока-кола, имаш гастритис. Гастритис имам јас од своја 5-та година. Откако ме прегази кола и ми извадија слезината, ја имам проблем голем со желудникот. И живеам така, и еве ме од 62 годиште до денеска преживеав. Јас сум благодарен за секој ден. Утре ако завршам, стварно преубав живот има, фала. Она што сакам да кажам, дека тој гастритис час ми доаѓа, час ми оди на периоди и се борам со него. И идам да се прегледам на интернист на ехо. И викам, молим те, додека ми го гледаш желудникот и да видиме што ќе правиме со него, испадна дека слузницата иста како со наодите од пред 40, од пред 50 години се исти, дека слузницата и желудникот се пренадразнети. Среќа имам толку силен желудник да не сум развил чир, туку само гастрит. Гастритот ми се манифестира со дуење, постојана глад и со огромен број на гасови, огромни гасови. Не навлегуваме понатаму. Но, викам, молим те, прегледај ми ги сите органи, ако може, ќе си платам нормално, каква е ситуацијата, затоа што имам тенденција да создавам камења во бубрек, нели, во панкреас и така натаму. Ме прегледува и викам, добро, вика, панкреасот немаш ништо, чисте, другите органи се чисти, желудникот, вика, многу е надразнет, вика, целиот, вика, рипа и скока, вика, многу гасови имаш, знам што ќе ти дадеме, нол паза,
нов лек, супер, смирува и така натаму. Црниот дроб не ти е замастен, замисли мене, свињава, не ми е замастен, бидејќи немам шекер, бидејќи дијабетот го контролирам. И тоа е изворедно и викам, молим те, како ми е со камењата, дали оти се спремав за ултразвук да ги разбијам или за операција, затоа што знаев колкави се. А толкави камења не се намалуваат, они или остануваат мирни, или мамицата. 10 минути со тоа сондана, ко трудна жена ме прегледуваше. Дебе, викав госпожа, вика Јанко, и ми го сврте екранот, како компјутер овака, вика, гледај, немаш. Што бе немам? Немаш камења. Како бе немам? Абе, немаш ни песок, ни камења, ни еден орган и така натаму и така натаму. Чисти ти се и двата бубрега. Ај, викам, за левиот и така. Десниот толкав каменен. Ништо немаш. Еве го гледам. Од сите страни, ово, она. Абе, викам, брцни, викам, и унутра колоноскопски, ако треба, жити се, оти не можем уши и со оваа мака, ако отидам у болница, све одеднаш да кастрам. Немаш камења. Но се јавувам вчера на пријателот што ја преживеа операцијата, добар е, многу мачно му беше опоравувањето од операцијата, одошто самата операција, кај што му вадеа камења. И му викам, другар, извини брат, што не ти кажав, али ја морам да споделам со тебе, па види ти понатаму. Значи, откако се вратив јас на Кока-колата, откако ја оставив Кока-колата 2004-2005, за 6-7 години развив големи камења. Откако се вратив после инфарктот 2012 навам, прв пат права мехо на бубрезите за камењата, ја немам камења. И он се смее. Бе, знам те, вика, ако со тоа ние чистиме веце шолје и отнуваме, вика, не па за друго. Луѓе мои, лекарот не ми потврди. Нема никакво тврдење, дури и вештачка интелигенција ја праша. Кажете ми, што тоа јас толку добро и паметно сум направил да немам камења во бубрек? Прво, да било Божја интервенција, ни сум имал молитва, нити сум заслужен, нити сум добар. Арнома, мислам, единствен мој одговор е, Боже ме прости и фала ти за се, е дека моето локање секојдневно на Кока-кола, зеро, ми помогна да се ослободам од овој булшит и од оваа срања. Не ви препорачувам, никому не препорачувам, ова е мојата приказна. Нема никаква медицинска верификација, ама ја немам подобро објаснување за ова. Толку. Ова заслужува да цуцне. Пустоа, како ми е добра со виски. Джони Блек. Джони Блек без мраз и зеро од страна. А вие пиете ракија. Пиете ракија. Еве, многу ми навикаат, абе, ракијата е здрава, дека е добра и така натаму. Еве, се согласувам дека за нас постарите стварно ракијата онака знае да те крене, знае да те расположи, знае антистресно да делува. Кажете ми, колку е она окей според вас, а сите вие ја пиете? Кога бремена жена не смее да се напие ни капка алкохол, значи не смее ни гриоте, оние краш бомбончиња да изеде кога е бремена. Зошто? Не треба да ми кажувате. Одговорот ќе си го даете вие. Вие знаете зошто. Да се свртам да можам да зборам. Вие го знаете одговорот зошто. Штети на плодот. Може да го оштети, може да го унакази. Па ајде кажете ми, како е тогаш тоа добро и за нас? Вие си знаете, црниот дроб ваш знае. Јас се обидувам да ја цуцнам, не ми иде
и верувајте, пијам виски само затоа што колку да се рече, демек, Јанко пиеш алкохол, како не? Само за да не речат, не пие, тубе, кабе, то трсене ѓубре од човек, ни ракија не пие. Пијам ракија. Извинете, галено сум, шкотска ракија. Пошто оваа нашава е, како да ти кажам, крв од Елиен. Ми се чини, Елиен филмот го знаеш, кога се изтече Елиенот, кога му тече крв, тоа 10 спрата дупка прави подоле. Таква и ракијава. Нема везе. Океј. Туку, што имаме ние сега да бомбориме, драги мои? Не знам дали знаете дека го фатија Аце Циганот. Поточно Ацо Боцевски, наречен Циганот, кој минатиот век имаше голема брканица, беше дел од обезбедување на наш екс-председател, во една брканица филмска низ Скопје, изврши убиство, беше фатен, затворен, преку ноќ ослободен и побегна и го снема. Вчера е фатен во Грција, грчката полиција во Катерини го уапси Ацо Боцевски Циганот, после 27 години. Во јавноста како бомба одекна весте дека во Грција е уапсен Ацо Боцевски, познат под прекарот Циганот, македонски државјанин кој речиси 3 децении се криеше од правдата. Според информациите од Грција, потврдени од македонското МВР, тој е уапсен 26 мај 25 година во грчкиот град Катимерини. Од МВР соопштија дека грчката полиција ги известила оти Боцевски уапсен врз основа на меѓународна потерница, распишана уште 30 јуни 1998 година. Боцевски е баран за издржување затворска казна во траење од 15 години за убиството. Убиството за кое беше осуден Боцевски се случи во ноември 1997 година среде бел ден во центарот на Скопје. На настанот преходеше автомобилска бркотница во која покрај Боцевски учествуваше и убиениот Сеат Ибраими со возило Мерцедес, додека Циганот го следал со корвета. По кратката потера Ибраими излетал од патот во близина на зградата на осигурителната компанија Кјуби. Во тој момент Боцевски излегол од своето возило и го застрелил со повеќе истрели од пиштол. Иако осуден, Боцевски успеа да побегне од домашен притвор. Домашен притвор? Сори, не сум знал. Мисли дека е во затвор. Домашен притвор. Добро. Пошто исчезна без трага? Од тогаш тој се најде на листа на најдолго бараните лица на македонската полиција, потерницата по него беше една од најстарите активни на веб страната на МВР. Со неговото апсење се отвара патот за екстрадиција во Македонија, каде што Боцевски треба да ослужи изречената казна. Македонските власти изразија благодарност за успешната соработка со грчките колеги и очекуваат брза и ефикасна постапка за испорачувањето на Боцевски во земјава. Океј, неколку прашања. Очигледно дека удбашко-џандарските нивоа во Македонија се шифтаат. Старата удбашко-џандарска, онаа најрасипаната каста, веќе застарува, умира и го губи влијанието. Бидејќи, според мене, ја импровизирам, појма немам, ја не се занесувам, ја не знам, едноставно, силомотам на глас. Најверојатно, прво, после 27 години, прво никој не може ни да те препознае. Најверојатно имали фейк документи. Најверојатно е исцинкарен. Зошто и како? Кој би го исцинкарел ако е, нели, од онаа стара гарда прикрием, бидејќи некој му овозможил да помине граница, да не биде запрен и така натаму. И тоа е таа удбашко-џандарска македонска паразитска организација, таа канцер рана која, нели, ги смести своите луѓе во сите институции, култура, судство и така натаму. И очигледно дека таа структура одумира, физички одумира. Значи, луѓето се веќе стари, а нивните наследници се, па најверојатно станаа, нивните не станаа удбаши како старите удбаши, јаки, моćни, страф и трепет, туку станаа педерчиња, станаа NGO, стана
уметници и така натаму, и од нив корист многу нема. И сега најверојатно доаѓа до некаква смена на генерации, па мислам дека тука доаѓа некакво си, да речам, тастирање или цинкарење. Иначе кај би го откриле? Како би го откриле? У Катарине 27 години. Тој живеел ко лорд, најверојатно. Он не живеел тежок живот у Грција, но си преживеел живот и така натаму. Би било фино да си остане у Грција и таму да се одлежи, кај таму може болje би ке му биде. Ама и овде да дојде, па, што викаш, има уште од неговите, ќе го пречекаат као фин господин, така да дога е раката на правдата. Кога тогаш ќе те стигне. Добро, тоа е една работа. Инаку, ако не се припотресуваме на овие, ретко кој од вас, може би само старата генерација ќе се сети на Аце Циганот. Јас се извинувам заради насловот, не можам да го кажам како ромот, бидејќи не е припадник на таа нација и не треба да биде навредливо, нити смееме ние, но ова е прекари име, од кој не може да се побегне, како книгата на Видое Подгорец, како беше Белото циганче. Не е применувана. Или музиката на Gypsy Kings. Со должна почит спрема ромската заедница, употребата на овие зборови не е во интенција да се почувствувате вие навредени. Океј. Она што е хит на социјалните мрежи е посетата на Макрон на Виетнам. Па што му фали на питбулот? Пардон, ротвајлерот. Океј. Ова е зумирана сцената од авионот на Макрон слетува во Виетнам. Да се греве. Океј. И конфликт помеѓу него и баба Брижит. Ние видовме шамарање по фаца, а веднаш овие цивилните друштва на СДСМ, Џанбарско, Удбашки и така натаму изрекоа дека не било така, дека е тоа фейк и така натаму. За жал ова се прошири во цел свет, снимката е автентична и еве зумирана од пред излегувањето на Макрон од авионот пред да се симне во Виетнам. Можни сценарија. Многу ја викаат баба Макрон, тоест баба Брижит. За мене тоа е дедо. Сега, како сакате, али добро. Дали му рекла, абе, што се муваш со други покрај мене жив? Не знам. Но и тоа е можеби во прашање. Секако ова се е хумористично. И од овој тип имаме цела опозиција, таа комуњарско СДСМ удбашко џандарска, која ве убедува да го прифатите бугарскиот предлог. И тоа се истите овие кои вадат дека ВМРО-вците биле бугараши, ваделе бугарски пасоши, а они мислат дека на Порнхаб, вака гей порно не сме виделе на примање од Макрон за да го послушаме нивниот предлог и дека готово влегуваме после тоа. Ај што лажат? Ај што себе се лажат? Ај што сите ги лажат? Дури нема ни крајна цел. Нема ни да влеземе. И добро е што имаме премиер кој колку толку покажува големи кохоња за да им каже дечки thank you and fuck you. Така што овој
тип нам ни е крој, значи не е ова европска заедница или не, ова Макрон седном напишал, века прифатете ги бугарските, откажете се од македонизмот, откажете се од нацијата, откажете се од јазикот и се ќе си прифатите што ќе ви кажат бугарите. Па не ќе има. Не ќе моќи ове ноќи уса моќи. Овој тип. Многумина ќе се прашат дали у овој конфликт победи некој? Па победија нашите. Баба Брижит мава, кај шо мава баба Брижит, трава не расте. Иако мене ми е сомнително она као Мишел Обама или Майкл Обама, како сакате, а и коментарите се доста интересни. Бог дачо. До толку е ова што дури не успеа ни овие вистиномер да ми го забранат. А интересно е, сега ќе видите имаме една објава која е хумористична. Класичен хумор. Значи, тоа е слика на Макрон, за која, пази, дај го, вика, similar to another post reviewed by third party fact checkers. Значи, факт чекерите, вика, ова фото било алтернирано, фотошопирано, не е оригинално. А што е у суштина? У суштина е хумор, а јас го напишав вака за... Гледај сега, пак го затемнуваат. Абе, дај ми да си го видам. Си постениве. Ставно, шамарчина на фазата. Викам, вака треба за бугарскиот предлог. И ова е хумор, ова е сатира, ова е Шарли Ебдо. Шарли Ебдо погинаа среде Париз за слобода на говор, па макар и навредлива. Ама затоа нашиве цензори гебелсовски немаат мерка. Само партиско, джандарско, удбашка, комуњарска вистина може да помине, ама не им поминува ни овој пат. Бруката е голема и тоа е тоа. Океј. Ако сакате да видите со кого си имаме работа, еве ти еден нивни гласоговорник. Зборам, джандарско, СДСМ, комуњарско, удбашки. Мора да се уништи традиционалното балканско семејство ако сакаме било каков напредок. Ова е бот на социјалната мрежа X, со срп и чекан, не крие за кого работи и шо работи. И погледнете ова. Добро, стварно мислите дека ако го уништиме ние семејството, ќе имаме напредок? Каква ретардирана, дегенерична, дебилна, ретроградна, античовечка, антихумана, нацистичка, тоталитаристичка, комунистичка идеологија е ова. Ова е повраќаница, ова е чир, ова е гној. Инаку, да ви кажам нешто за комунистите. Нешто убаво од мене. Фала, режија. Јас сум воспитуван од комунисти. Ја не сум у црква воспитан. Ја имав соседи кои беа у тоа време, зборам 60-70 години, прави комунисти, горди комунисти. Знаете што ми збореа? Мене као млад човек, ја нешто музичар, долга коса, ово. Ми вика, Јане, прај што сакаш, само вика, ако те видам да се педерчиш, крадеш, дрогираш, вика, ја ќе те газам под нозе. Значи, сите 9 Божи заповести ми ги тутка у глава, освен 10-та, првата. Јас сум Господ Бог твој, да немаш други богови освен мене. Но затоа,
не лажи, не кради, не сведочи лажно, не врши прелюба, не убивај. Тоа апсолутно сум воспитан од комунисти. Нивните наследници, таа погана збирштина е сосема спротивно од овие начела. Тоа не се ни семејни луѓе, тоа се убици, тоа се наркомани, тоа се криминалци. И они се сега олицетворени во партија и уште се викаат ние сме наследници на гордата комунистичка партија. Знаете ли бе дека гордата комунистичка партија беше поблиска до нашето православие од што сте вие. Вие сте све спротив. Чист сатанизам. Чист сатанизам. Комуниста значеше морал и етика. Секако дека се разделивме по прашањето на религијата и Бог, но и како такви го дозволија возобновувањето на Македонската православна црква, оти ако не беа верници, барем знаеа дека духовната надградба на народот ќе иде само преку црква, не може преку партија. За разлика од Кина, Бангладеш, Камбоџа, Русија, Бугарија, каде што Романија, каде што комунизмот беше еднаков со нацизмот, само со други обележи. И ја да ви кажам, благодарам на комунистите за тогаш нивните застрашувачки совети да не крадам, да не лажам, дури и закани, да не вршам пролюба, да не станам наркоман, да не терам со перверзи. Сето тоа денеска од нивни. А тоа се нивни деца, нивни внуци, кои целата оваа перверзија ја продаваат. Евете, мора да се уништи, смени го кадарот, за ефект да има, не, кадарот на компјутер. Мора да се уништи традиционалното балканско семејство, ако сакаме било како напредок. Има една српска добра за вакви интелектуално висока, се вика куш бре стоко селјачка. Бидејќи стварно нема интелектуално како да се парира на вакви. Океј. Еве ви ги. Глејте сега шо прават. Јога за псе. Не псе јо. Не ова албански. Туку нашиве соседи, а сигурно и кај нас ќе почне. Јога за кучиња се состои од низа движења и вежби кои се изведуваат со кучето за да се подобри нивниот физички и ментален развој. Таквите вежби обично се наменети за кучето и неговиот собственик за да се подобри нивната интеракција и поврзаност. Бог да чува и да брани. Што е следно? Пилатес за мачки? Од цела ова бравуроза на перверзии, ајде за утре ќе го оставам ова. Една беседа на Дедо Наум, ама за утре. А инаку, Европската ракометна федерација, финалето на Европскиот куп на ЕХФ помеѓу Алкалоити и Атина е откажано поради безбедносни причини. Дополнителни информации за понатамошните процедури ќе бидат соопштени на време. А еве што напиша мојот колега Бетмен. Срамота. Кои безбедносни причини? Навивачите на АЕК одлучија дека клубот не треба да го игра над преварот. Кои безбедносни причини? Имаат 200 билети од капацитет од 6000. Алкалоид доби 170 билети за првиот надпревар во капацитет на сала од 9000. Организаторот одлучи за тоа поради безбедносна анализа пред надпреварот. Клубот знаеше колку билети добил, па дури ги информираше навивачите да не патуваат во Скопје без билет. Но го направија тоа, извршија притисок врз клубот и останаа надвор од игралиштето.
Одбија да играат финале поради притисок од навивачите. Па кои безбедносни причини ЕХФ? Срам. Срам за спортот. И јас се согласувам, моја поддршка за него. Полицијата ги запрела, па шо ако ги запрела? Нормално е полиција да направи запирање. Не ги тепала. Контрола е, навивачи се. Мора да види, заради безбедност. Наша нивна сечија, заради сето тоа. Дури има пратња полициска, никој да не ги задева, да немаат проблем. Арно, ама, уцвикаа затоа што атмосферата во нашата сала ќе беше страшна. Ќе се веело знамето од Кутле, што е сигурно. Ќе имаше сигурно моќно набивање, кој немаше да биде пријатно за нивните уши. И нормално, како миленици на ЕХФ, и како до сега, има еден коментар кој сакам да ви го прочитам, кој заслужува навистина внимание. Ќе пробам да го зголемам да можете и вие да го читате. На десната страна на екранот е, не знам дали ќе види компјутерот. Океј, нешто гледа. Значи, Никола Трифуновски го напиша следно. Народски кажано, ЕХФ не мрзи сите нас од бивша Југославија, посебно Македонија, а грците си ги сака и пред очите на цела Европа, си ги форсира без око да им трепне. За тие кои не знаат или може би заборавиле, едно подсетување на финалето во Лига на шампиони 2000 година во Кале. Кометал Хипобанка. Поради напад на службено лице на гостинска екипа, Македонија беше казната со 1 година отсуство од сите европски надпреварување во машка и женска конкуренција. Логично, реторичко прашање, каква казна добија грците за инцидентите во Атина? Целокупниот циркус започна уште четвртфиналето со Партизан. Исто не излегла? Демек поради пиротехниката. Одбија да играат и пред празна сала. И на крај чаре, играње на неутрален терен. Партизан бараше да се игра во Скопје, а грците во Софија. И што направи ЕХФ? Ја одбра Софија. Во полуфиналето грците играа со екипа од Босна, која на полусезона остана без дел од спонзорите. Сега ќе се навратам на почетокот од постот. Во Атина беше физички нападнат играч, а не службено лице, на гостинската екипа. ЕХФ ни да бекне за тоа, а камоли да преземе нешто. И сега ова. На официјалниот сајт на ЕХФ стои дека мечот е одложен од безбедностни причини. Доле е принт шот од сајтот. Има една еврејска поговорка. Ако нешто се случи еднаш, не мора да се случи втор пат. Но ако се случи и втор пат, тогаш сигурно ќе се случи и трет пат. Се прашувам, што е следно? Пехарот по пошта да го праќаат за Атина на наш трошок? ПС. Истиот тој што не казни во 2000-та, што не ги казни грците, се уште е одговорен во ЕХФ и е алфа и омега и има име и презиме. Михаел Видерер. Океј, дали се појасни работите сега? Не се. Добро. Много е сложено за некои македонци, за паметните им е доста. А ова? Дали ја гледате оваа убавина? О, колку е убаво. Драги мои, ова е, морам да признам, една од може би 10 најубави фотографии кои сум ги видел во Македонија, направена од Стојан Стејановски, човекот кој многу го почитувам, кој е млад фотограф и навистина стално изненадува. Неговите мотивации се природните убавини на Македонија, особено Охрид и манастирите. И погледнете оваа дрон снимка, што год да е, ова е Битуше. Поточно, ова е манастирот Свети Кирил и Методи во
село Битуше. Ќе се согласиме дека е стварно прекрасно. Мислам, ја фатил во вистински момент, го фатил виножитото. Боите на фотографијата се толку убави, толку живи, толку впечатливи, со сенките, со аголот. Мислам, океј, браво, момак, немам што да докажам. Ако треба некому нешто да му зборам, тоа е стварно негов проблем. А ова е наслов што многу го коментирав. Имено, наслов во Хроника беше Стружанка му продала кокаин на Охриѓанец. Мој коментар е, ја памтам у Стружанка сум купувал фротирки, пижами, гаќи, чорапи, мајси, синдикалки. Од кога Стружанка почна кокаин да продава, стварно не знам. Шега, хумор и сатира е. А ова колегите мои од режија ми испратија конечно тајната, им викам, добро бе, како успевате така згодни женски да вртите стално? Вика, треба да имаш голем орган кој ќе ги задоволи, на кој ќе му се радуваат. Па не, македонец, како вие? Па еве ја тајната. Штета, завршува видеото, не видовме дал го фати. Хумор и сатира е. Чуруци едни. Дали знаете кои се најбрзите нешта на светот? На прво место авион. На второ место Ферари. И на трето место што е? Македонец кој ќе слушне, ај може и на другата каса. Псиу! Вие што купувате у Стокомак не знаете, таму и само со една каса. Како се вика македонец на латински? Персона нон плата. Океј. Трагедија. На кавадарчанец од домот му украле 10 литри ракија. Наслов. Ја викам, ова е катастрофа, замисли. Имало и пари, ама небитно парите, ракијата му ја украле. Океј. И сега за политика, две видеа. Едно кратко, кој што му доликува на премиерот, во врска со стратешкиот договор со Обединетото кралство. Режија повели. Предвидува овој договор да се има имигранти? Дали предвидува овој договор да се има имигранти? Знаете, на тоа прашање даде одговор и амбасадорот на Обединетото кралство, кој што беше многу јасен. А тој одговор е дека апсолутно нема таква работа. А таа тема се наметна откако беше потпишан во Албанија договор помеѓу тамошниот премиер и премиер на една земја од Европската унија за изградба на кампови каде што Албанија ќе прими мигранти неколку десетици. И сега тоа аналогно на тоа се пренесе таа тема тука, но таа тема е затворена. Јас разбирам дека дел од опозицијата и малкумината нивни поддржувачи се обидуваат да растурат пердови, мислејќи така дека ќе го оцрнат овој стратешки договор и дека ќе нанесат штета на имиджот и работата на владата. Тоа е исто како сега да треба да одговорам јас на прашањето како го коментирате ноќта, а сите гледаме дека е дење. Така што јас тука би ја затворил оваа тема, бидете спокојни, таква работа кај нас ке нема. Дали предвидува Рома. Значи, ако не му верувам на Мицкоски, не му верувам на амбасадорот, не му верувам на премиерот, не му верувам на министерот кој го потпиша стратешкиот договор, кому да му верувам?
на оваа опозицијска, џандарско, удбашка, комунјарско, педерска каста. Горе е штама. Знаеш зашто се мирни и ќутат? Вика, многу јаде гураби. Ке попие метак, ама не за друго, он што ке попие метак, него може да цивне некој рикошет, нас да не погоди. Дечки, ја однапред се извинувам ако настрадате заради мене. А јас сум спремен. Нека ме туцаат, ова и пуцаат. Туцајте, ја и сада држим час. Океј. Добро. За да одвоиме пред да идеме во вториот дел од емисија, да не навредив некого. Устајте предрени на свету, ви Интернационала, бе? Па кој ве финансираше, бе? USAID, бе? Само ќе го пофалам мојот колега. Викам, си работал се? Никош. Зошто ги одби? Така, не ќем да работам се. Има, бе, мажи со кохонјес, а ме прашуе мене. Добро, бе, вика, а тебе да ти нели си патриот? Патриот сум. Нели си демохристијанин? Сум. А да ти понудат овие 5000 евра? Одма. По-окей си од мене. Јавно ти признавам. Тензична тишина. Пушти го гласот од компјутерот и после со фейд аут преди таму. Преди. Thank you. Драги мои, здраво. Добре дојдовте во уште едно издание на Слушај вамо. Океј. Моето ново студио, опремата, монтирам, пуштам право, тука и ќе наскоро ќе почнем и да стримам во живо, ќе идеме, ќе разговараме, ќе се вклучуваме, ќе се тераме у мајчино, ќе се враќаме у брајчино и така натаму. Помина една недела од големиот шок кој го доживеа опозицијата. На народот уште му е така mixed feelings, а тоа е потпишување на стратешкиот договор со Обединетото кралство во износ од 6 милиарди долари, пари кои ќе ни бидат дадени како позајмица за да изградиме инфраструктура, болници, да ја подобриме целата општа состојба во Македонија, која ќе биде голем импулс за развој на економијата. Арно ама, од оправдани причини, имено бегалската криза 1999 година од Косово овдека, после следствено тоа имаше и војната во Македонија 2001 година и народот, голем дел од народот со право е загрижен. Дали е тоа така? Мое бабоко мислење дека тоа не е така е од повеќе извори. Прво, самиот министер Николовски кој демантираше. Второ, и ќе ги видиме нели што е потпишано. Не може да има скриени. Тоа ако е потпишано и договорено, ќе мора да го видиме. Втора работа, британскиот амбасадор кој негираше, Страмер, премиерот на Британија, кој исто така негираше, и нашиот премиер Мицкоски. Па,
Он кога го изјави сево ова, јас го објавив на социјалните мрежи. О, брате, па сила покажавте, па со закани спремаме. Стварно мислите дека мечка ќе плашите со решето? I don't give a fuck од такви како вас, патриоти на батерии. Ни у црква идете, ни војска служите, ни данок плаќате, нити ве интересира. Како вака не се буневте за пожарот, за ласкарци, како не се буневте за онкологија? Не. Како не се буневте за кочани? Ова што ви го направив последно, ова е све последица на системот од опозицијата. Не се. Мојот, не да ви кажам, она гацако ви интересира, барем за оние блиски кои ми веруваат, бидејќи се што сум ви кажал до сега ја не сум ве изложил. Памтите дека преку 20 години ја ви повторувам. Македонија ќе го смени името, Македонија ќе влезе во НАТО, Македонија никогаш нема да влезе во Европска унија. Ова го мантрам од 2004 година навамо, преку 20 години. Океј, друг пат ќе го повторно елаборираме. А сега, како се затвара темата со бегалците, бегалски кампови и слично. Одиме. Предвидува овој договор да се има имигранти. Знаете, на тоа прашање даде одговор и амбасадорот на Обединетото кралство, кој што беше многу јасен. А тој одговор е дека апсолутно нема таква работа. А таа тема се наметна откако беше потпишан во Албанија договор помеѓу тамошниот премиер и премиер на една земја од Европската унија за изградба на кампови каде што Албанија ќе прими мигранти неколку десетици. И сега тоа аналогно на тоа се пренесе таа тема тука, но таа тема е затворена. Јас разбирам дека дел од опозицијата и малкумината нивни поддржувачи се обидуваат да растурат пердови и така дека ќе го оцрнат овој стратешки договор и дека ќе нанесат штета на имиджот и работата на владата. Тоа е исто како сега да треба да одговорам јас на прашањето како го коментирате ноќта, а сите гледаме дека е дење. Така што јас тука би ја затворил оваа тема, бидете спокојни, таква работа кај нас ке нема. Уште и пристојно. Абе, имате среќа, знаете кого да изберете пример. Ја да сум, ти ги мори да, што е? Мрш бе, коме да не те дигнам на тија шина мене. Реков дека ќе нема. Ама знаеш, пишува, аре може те шамутим. Овај ноќ ни е дан. Лоша ти беше конструкцијата ова со ноќ и ден, ама, како да кажам, премиерот е многу тактичен, пристоен човек. Ја не сум. Не со вакви бандаглавци. Нема врска. Океј, не останува сега што ќе правиме со тие 6 милиарди. Да завршиме коридорот 10, да завршиме исток, запад, север, југ и да ја поврземе Македонија и железнички. Многу ми навикаат што ќе ни е железница. Леле, луѓе, како можете да кажете? Не тоа за патување мене и тебе да идеме до Солон и назад, како што идевме 60, 70, 80, па добар дел и 90, додека не тура, не видоа дека ќе се викаме Македонија и кога СДСМ смени, изниме, даме, фиромилизираше и све остало, сите булшити. Туку, железницата им ни треба нас, колку што им треба и на грците и на Европа. Прво, во Грција ќе биде најголемиот пристанишето со најголем склад за природен газ. Уште долго нема да се разреши ова со Русија и Европа, така да не можеме да очекувам. Да, најубаво би било да се закачиме на руски газ. Јас сум газ давам. Газ давам на руски газ да идеме. Арно, ама нема да идеме. А нам ни треба и за загадување на Скопје, и за поевтина електрична енергија и 300. Така што таа железница, тој коридор, север-југ и исто-западни и тоа како потреба за побрз пристап на стоки, да иде терет. Значи, кога се збори што ќе ни е нас, па брза железница. Бе, не е тоа за тебе ти да идеш овците да ги пренесеш од Скопје до Велес или до што ти ја знам. Тоа е транспорт. Знаете, оние
долги возови со километар долги кои носат руда, кои носат сировини, кои носат метал, полупроизводи и така натаму. Тоа кога ќе почне да работи, тогаш ќе се сетите и на кога викате златните времиња. Тоа е тоа. Нам тоа ни треба. Затоа што, знаеш, и да донесеш некој инвеститор, викаш, аха, окей. Како е со железници? А со патишта? Добро, ај ќе размислам. Ама имаме ефтина работа. А овие уште ќе ти рече опозиција, види, не е добро, зависност е ако ти се продадеш за 6 милиарди, ќе ти бараат назад. Па добро, кај сте вие да инвестирате? Имаме ли ние да инвестираме? А државата да изгради алобе, комунизам. Државата не може да гради фабрики. Можеш ти, можам јас да изградиме фабрики. Државата смее да земе пари, да изгради патишта, да изгради инфраструктура. Тоа е задача. А ние треба да го збогатиме сето тоа со добар бизнис. И ние да се збогатиме, и се отвараат работни места. Па што се дешава во Германија? Фабриките да не ги направи државата, приватници ги направи. Фердинанд Порше го направи Volkswagen, да не го направи германската држава. Ама не можам да ве разберам. И сега викате, ама зошто го земавме? Знаете ли дека позајмицата од Обединетото кралство е поповолна од евроврзницата? Поповолна од кредитите кои европските банки и Меѓународниот монетарен фонд ни ги дава. А нам ни требаат пари за да почне еден циклус на инвестиции. Абе, цркнувате на 40 години затоа што немаме здравствена заштита, пола од овие пари, ја би сакал овдека да се изгради, да се прошири Вардар, да стане пловен, па се така бродови да идат од Дунав, од Белград до Солун. Абе, ке нема кој да живее. Не, пази за што збориме. Уште не правиме муаве за онкологија. Кај е опозицијскиот лидер? Што беше он у времето кога се краделе лекови од болни од онкологија? Што работеше он? Шофер у ЈСП. Дечки, додека тие рак рани ние не ги оперираме, не го извадиме тој тумор, не го истискаме тој чир, тој гној, ние не можеме да мрднеме. Со ова лесно ќе се справиме. Едни избори, вака ќе ги смениме. Ама не ги менува народот. Па зошто не ги менува? Затоа што им верува. Затоа што не излажа. Колку и да зборат. Иако стои на Facebook нивните смешни, па да кажам, вулгарни, па и не очекувам ја нешто друго од нив, вулгарни обиди за омаловажување. Оти зошто? Зошто им треба? Не, ве лажат, не, тие пари се ќе продадат Македонија, Македонија ќе се распадне. Арно, ама. Македонија еднаш го направи тоа. Примивме 250.000 бегалци. Преживеавме војна. Македонија се изна. Нема веќе два пати. Два пати исто сценарио не ти прави. Завршена е таа работа. Сега им треба нешто сосема друго. Треба да се технички и економски да се развива Македонија, заради Косово, заради Србија, заради Албанија, заради Грција. Оти нема да бидат примени. Приказните Грција, Албанија, дека ќе биде примена во Европска Унија, дрн јариња. Зар мислите дека Албанија ќе биде попривилегирана од една Турција, која е не држава, државиште и технолошки, и економски, и правно, ни чека 25 години. Не мрда од места. Не. Оваа Европа кој што е, ќе падне. Бавно, свилејки, полека. Ќе си останат државите, ама сето тоа ќе се редефинира. Нема да биде крваво како со Југославија, ама ќе дојдат големите промени. Идејќи мора. Тоа е и пораката од Британија. Затоа излезе. Како што Словенија излезе од Југославија. Оти беше јасно. На британците им е јасно. Океј, драги мои, јас сум оптимиста, не чекаат добри денови, не чека повисок стандард, искрено сум убеден во тоа. И мислам дека
брзо ќе ги видиме тие резултати. И сега, кој верува, верува, кој не верува, тоа е тоа. Леле, колку сум гладен. Џабе и терапии и све, и Оземпик, ништо не помага. И сега, као на другари, им викам, леле, ама сум гладен, една кричка леп да имаш у телевизијава, деј шо ми прави. Деј шо ми праќа. Види. Гледај. Ова ми го праќа. Сега треба да ја продолжам емисија. Пари немам, ќе отидам дома, што имам? Имам 2 јајца варени. И ќе си ги изедам. Па добро бе, бар 2 кебапа да донесеш, вака да... Јау! Пау! Мау! Маки мој. До кога? До кога више ова? Гледај. Гледај го. Види го, со женската, негова. Кој е ова? Ивонче? За тебе ребра, за неа тиквици. Плескаицава, шо е бе ова? Гледам. Ги гледам ребрава, а овдека, ова не е плескавица, шо лажеш? Ова е ломплейка. Абе, ова е диджокейска ломплейка, не зафркавај. Сим бил на PMG, сте биле таму, души продадени. Викаш не сум гладен, а? По очите се гледа. Слушај, не смееме вакви работи да прикажуваме навечер луѓе сега како ќе делува ова врз нив. Што би рекол? Фонтано моја? Тетек су мој. Космосу мој. Немам што да избришам, брат. Немам вода, немам у себе ни лиги да ми потечат. Не зафркавај. Марко знае да биде гладен. Мори мајка. Ајде идеме на X да ве дрочам. Сакав да ја завршам емисијава, ама верувате ли во ова што ќе го видите? Голема дебата на X-е. Значи, падна шише, се отвори, под дејство на, на млазниот погон, се врати назад. Мојот ум одбива да го прифати ова. Тебе трансформери копиво ли ќе се претворат, бе, да му се не види? Ја мислев као чоперот твој. Кажи ми, која кафана е ова? Паркингот кај Holiday Inn, кафана куќа. Нема збор. Чекај сега ќе го отворам ја на Google Earth и да ти предложам нешто, бидејќи у близина има национален ресторан, Свети Трифон, на Кее, го отворија скоро. Не бе ефтино, брат, јадевме со Лиде.
Абе, какви 100 евра, што збори? Добро, колку те кошташе тебе ово? Лажеш. А? Чекај, полека сега. Ме збуни, не можам у Скопје да се снајдам на мапава. Добро, добро. Зашо градски стадион Holiday Inn? Ама не, знам каде е Holiday Inn, ама далеку е од... Знам. Овде? Како се вика? Не, чекај, ќе побарам. Ресторан куќа. Ресторан куќа. Ова? Ресторан куќа. Добро, добро, свати, полека само да ориентирам, да видам. Аха, добро, по оваа улица, кај пералната доле. И овдека. Добро. Добро. О, пилешко и кари? Како? Ова не е помфрит, ова е печен компир. Не е пржен, печен. Добро, извини. Пржен е, пржен, еве се гледа, се цеди зајтинот. Добро. Абе, што да ти кажам? Беверли Хилс. Така е, бе, ова е кафана за јадење, уствари гостилница. Гостилница. Сега, за рекламава колку ќе ми дадат они попуст? Да. Колбас, чаршав за дома и колбус еден сушен суџук. Па не е толку голема плескајца сега вака која гледам. А то, вие сте мали, зато изгледа големо. Ете колку. Треба резервација, гужве? Жив човек нема. Идат јадат, а иначе остануваат вака по други. Идат јадат и си одат. Добро. Еве да ти кажам, на Кеј, да. Ќе ти отворам ја тебе нешто друго. А од тоа што ќе ти го отворам, очите ќе ти се отворат. Имам што да отворам, тоа е. Тоа што е мало ќе се отвори и ќе се прошири. Се отвора. Ова ми е многу фенси, ми е тука, Бела Виста. Тука доаѓам на кафе. Како? Нема обезбедување. Имам човек, тоа е. Овдека не е назначено. Има, отворија сега скоро, национален ресторант Свети Трифун. За разлика од цел ред што се нешто фенси ресторанчиња, чики мики, нели, бубрек цени, овдека до Irish Pub се наоѓа национален ресторан Свети Трифун. Подоле Тутунска банка кај Бела Виста. Свети Трифун, чекај да напишам. Свети Трифун,
национален ресторан Кеј. Еве ти го. Еве ти го. Еве ти го. Ама не, ова е од претходниот ресторан се сликите. Еве го Свети Трифон. Озбилно ти кажувам. Јадев и баш онака е окей. Јадевме, да, добра храна. Стандардно. Не, ребро не. Види, вака, види ова јагнешко. Оф. Вака, другар, да ти кажам. Жабарот го памтиш покојни? Да. Малиот е супер. Татко му имаше една голема мудрост. Месо, ребро, котлет, секој може да ти спре. Кафана, гостилница се познава по плескавица. Значи, секој знае, значи чисто месо, купи го, спреми го, тоа е тоа, сегде. Ама плескавица само голем мајстор може да ти направи, тоа да знаеш. И да си јадеш ребро. Па затоа си таков ко пантличара, Исуше. Види го Марко. А иначе, доставе. Еве кај не сме биле, отидов со точак, брат, морам да признам дека ова нешто, ова се вика кебапчилница Космос. Не си бил у Космос, вчера зборевме, ми викаше појма немам. Јас знам Тетекс, кај е тоа. Една е у Скопје, значи нема 100. Една е, еве каде е во Чаршија. Еве ја гледаш. Еве го Бит пазар, еве овде е Тетекс и по уличката идеш нагоре и доаѓаш до Космос. Еве ти. Не да е старо, него е прастаро. И сега, што се случи со Космос? Дошол некој турчин. Турци, група, млади. Јаделе, го испофалиле. Толку станало популарно, наоѓам луѓе, турци, туристи, наред се чека да купат кебапи од Космос. А јас борев со газдата, вика, ја имам само оваа, друга немам, нема да направам, затоа што сметал дека не може да го задржи овој квалитет. И морам да ти признам дека купив и од Тетекс и од тука. Тетекс стварно се добри, секоја ти чест, а ова не се мери. По мене, најдобра кебапче. Да, многу ќе кажат пчела, ќе кажат дестан, се е тоа во ред, држи, али ова е број 1. Нема да кажам јавно, греота е, али да, нашите заеднички, јас и ти ги поштуеме, највише разочара. Нели? Разочара, а сега нема збор. Мјау! Па дај го кадарот, што да зумирам, не знам што зумирам. Што да ти зумирам? Шо? По лепчето си? Еве ти ги кебапчињата. И газоза. Космос, брат. Космос.
Еј, Пер, ќе идете стварно после емисија? Ама чекај, доколку има работно време? Чекај, ќе видиме. Се отвора до 8 сат. Сори, дечки, затворено е. До 20 часот работи. Немој, каква осмица, бе, бегај тоа, бе. Немој тоа, умњак, бе, бегај тоа. Леп, тоа е сендвич со леп, мајонез, кари и помфрит. Да, у мајонезот ставаат кари. Да. И сега некој прашува плескајца, ако ја најдеш честито. Не, им иде промет. Нема фискални, нема картици, само кешерица ради, па у 9-ка. Нема. Не си купил, други си праќал, па те лажеле. Ништо, останавме со една тема, ама најверојатно утре е среда. Добро, и утре ќе направиме ваква емисија, ама ќе ја направам со вештачка интелигенција, поточно за вештачка интелигенција. А знам дека е твоја слика, ако ништо друго, по цигарите и по овој, како се викаше, диджокеов твој. Аоки, Стив Аоки, на Шилегов, омилениот. Добра плескајца, брат, ке ме тераш, кој ќе иде у тоа прашината таму у паркингот кај што се гради. Значи 1000 денари за перална и уште 1000 денари за јадење и дам. И после бацај ја исчистивме ние, ама бацај не ти реков, ама мораше сега. Остај. Еј, како ме местиш, си договорил таму со нив. Инаку, она што сакам само да го спомнам, што вика? Го убедува Марко, му вика, многу е убаво јадење. Јадењето е мощно убаво. Но у петок иде оно. Абе, Марко со жена му не седнуе у кафана, сум го молел 100 пати. Ја не можам да сватам. Само ти можеш да сватиш. Марко у петок иде со жена му у кафана. Џони, ја у петок постам. Само тој у недела. Идам у сабота. У сабота ќе идам и ќе идам на Mission Impossible. И ќе идам. Ти нема да идеш, ја ќе идам. Кај го гледаш? Раскажи ми го. Го тепа на крај. Па не си го гледал. Онда не си го сватил. Он прво им ја скрши кичмата на сите. Чекај малце. Океј, чекај сега полека, не ми ки ни мисла. За да завршам. Или не сакаш да завршам? Не сакаш да завршам? Не ќам да завршиш. Ке свршиш? Океј, она што утре малце повеќе внимание ќе посветиме на овие гастрономски зајадувања и јадувања. Ајде, кај излезе ова житице? Не е тоа. Не ми беше тоа поентата. Зашто ми го нема тоа што го спремив? Не, трпи сега. Па сега шо да правам? Еве го. Значи, излезе нова верзија на програма
на Google се вика VO3. VO3 е програма која вештачката интелигенција на дадени ваши инструкции произведува филмски спот сцени. Ова е само дел од она што ќе збориме утре. Повели режија? And intelligence. Еве, уште повеќе за провокација. Погледнете оваа филмска сцена. Пушти глас. Why? You know I had to. Why? You know I had to. Поради слабиот интернет овде малце сликата, едно, 2-3 пати да се наполни ќе биде подобро. Why? You know I had to. Why? You know I had to. Не менувај кадар. Све ова што го видовте и ова го слушнавте е создадено од вештачка интелигенција од новата програма. Значи веќе нема разлика помеѓу филмска сцена и продукцијата на новата алатка за правење филмски сцени. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.